Јован, по милоста Божија, митрополит Крушевски и Демир-Хисарски, до целата полнота на нашата најсвета митрополија, Крушевска и Демир-Хисарска, благодат, милост и мир од Христа Спасителот наш, кој воскресна од мртвите. Христовото воскресение е решение на секој човеков безизлез, затоа што е победа над смртта, која е најголем човеков непријател и најголем човеков безизлез. Без исклучок, сечи животен пат води кон овој последен безизлез, а тоа е смртта. И тоа се така од Адама, зашто платата за неговиот греф е смртта на сета створена природа. Патот пак кон смртта е поплочен уште со бескрајно многу безизлези кои својот корен го имаат во оној последниот и најтрагичниот, смртта. Но затоа Христос дојде во светот за да му го реши на човекот неговиот најголем проблем, да ја отвори вратата кон вечноста, за која е гладна и жедна сета створена природа, а која пак беше затворена заради гревот на нашите прародители. Дојде Христос во светот за да го осветли патот во лавиринтот на животот. И тоа и го направи, почетокот го осмисли со крајот. Воскресението постана цел на раѓањето, вечноста смисла на секој безсмисол. После Христовото воскресение смртта веќе нема сила. За верните христијани таа е обесилена до непостоење. Затоа и плејада на светители и учители на црквата заедно со апостол Павле велат: смрт, каде ти е осилката, пеколу, каде ти е победата. Ние христијаните немаме поголемо просветление од верата дека Христос воскресна. Го имаме него за тивка светлина која ги просветлува сите. Тивка е затоа што е ненаметлива и секој ја прима слободно и непринудно, но сепак ги просветлува сите според мерата на верата во него. Може човекот и светот да биде осветлен со светлината на сонцето, може да биде озарен од познанието на природните закони, но просветлен може да биде само ако се причисли на изворот на нестворената светлина која засветли од празниот Христов гроб. Разликата помеѓу просветлениот и непросветлениот човек не е ниту во физичките способности, ниту во интелектуалните карактеристики, туку во усвоениот критериум за мерење на иднината и вечноста. Просветлениот човек ја мери сегашноста и минатото со мерката на воскресението Христово, кој е вовет во општото воскресение на сета створена природа. Просветлениот човек и живее, и дише, и плаче, и се радува, и страда, и ликува секогаш, движејќи се кон последната цел, воскресението и животот вечен. Просветлениот човек не е различен по неговиот физички состав од луѓето во средината во која живее, а се разликува само во својната животна цел. Неговата цел е да се дофати до непропадливоста, времето да го преточи во вечност. Со други зборови, вечноста да му почне уште овде во времето, за никогаш да не запре. Но само во Христа и преку Христа нема ниту друг начин, ниту друг пат, ниту пак друг лек за безсмртност, освен во Христа и во неговото воскресение. Затоа црквата торжествува на празникот на воскресението Христово, затоа што верува со вера која е знаење за она за кое се надеваме, затоа што се радува на Христовата победа на смртта, која е истовремено и човекова победа над распадливоста, зашто е љубена и затоа што љуби со распната љубов која пак е врската на совршенство. Единствено љубов и без никаква друга принуда Христос претрпе распетие и смрт заради нас
и нашето спасение, но не за да остане на крстот и во смртта, туку со смртта да ја сотре и да ја разнебити до непостоење. Не дојде во светот бесценно да страда, туку да ја ослободи од страдање и смрт створената природа. И во тоа успеа. Затоа денес славиме, затоа ликуваме, затоа торжествуваме. Ако Христос не умре и не воскресна, залудна е верата наша, вели апостол Павле, но во тој случај и неверниците се безперспективни. Ако Христос не воскресна, светот и човекот остануваат да бидат робови на собствената природа. Нужно доаѓаат во постоење, нужно излегуваат од истото, без при тоа да можат да се изразат било каква екзистенцијална слобода. Без Христовото воскресение, вратата на вечноста останува за секогаш затворена. Зашто ако тој не се покажеше како првина од мртвите, човекот и целата створена природа никогаш не ќе можеа да преминат кон вечноста, да направат паска кон ветената земја на нашиот Отец Небесен. Затоа Христос е наша паска, премино смрт кон живот, премино длажно постоење кон вечно добробитие, како што вели свети Максим Исповедник. Славејќи го Христовото воскресение, сушност ја славословиме целата Света Троица. Без волјата на Отца и без содејството на Светиот Дух, ниту Христос ќе го започнеше и ниту ќе го завршеше она што нам, на луѓето, ни се покажа како домострој за спасение на светот. Ниту ќе се воплотеше, но ниту ќе воскреснеше, ако тоа не го направи Отец со Духот свој свети. Иницијативата на Отца и содејството на Духот Свети го прават Христа да биде Христос помазаник. Го пратат од воплотувањето преку крстот, а особено во воскресението, кое е дело на Отца во соработка со Духот Свети. Затоа воскресението е откровение на љубовта на целата Света Троица кон створениот свет. Меѓутоа, што е тоа што го поврзува Христа и неговото воскресение со човештвото и епохата во која ние живееме, со човекот кој е безмалку 2000 години оддалечен од тој историски настан, кој пак дефинитивно ја определи иднината на светот. Тоа е литургиското предание на црквата, прекрашувањето на лебот и во него распознавање на воскренатиот Христос, исто како што еднаш далеку во историјата тоа го направија Лука и Клеопа. Литургијата на црквата го објавува Христовото воскресение, поточно учествувајќи во литургијата на црквата, сите ние учествуваме во воскресението Христово, кое преку тајната на благодарењето остана наше воскресение, а Христос лепна животот. Причестувајќи се на телото Христово, ние постануваме едно тело со Него, кој воскресна од мртвите, а кој нас, кои се вчленуваме во Неговото тело, не се воскреснува за вечен живот. Денес, во најголемиот ден, или како народот благочестиво го нарекува Великден, да се радуваме во собор заради иднината која ни ја обезбеди Христовото воскресение, да кликнеме во хор заедно со побожниот Дамаскин: о голема и најсветла Паско Христе, дај ни уште поприсно да се причестуваме со Тебе во невечерниот ден на Твоето царство. Христос воскресна! Ваш молитвеник пред воскреснатиот во тело митрополит Крушевски и Демир Цисарски Јован. Христос воскресна!